На Пелистер никнува нова млада молика, како природен одговор на оштетувањата што ги предизвикаа минатогодишните снежни врнежи и силни ветрови, кога беа уништени над 1000 стебла од старата моликова шума. По расчистувањето на теренот и воведувањето на шумски ред, на дел од површините веќе се забележува забрзан развој на подмладок. Од Националниот парк велат дека интервенциите овозможиле повеќе светлина да стигне до почвата, што е клучно за развој на моликата. На оние места каде што имаше паднати, скршени, оштетени стебла, ние ги отстранивме, воведовме шумски ред и резултатите се сега видливи, стабилизирана е состојбата, а на тие места може да се запримети и поник од молика. Поради тоа што се ослободи просторот, продре светлината, моликата е светлолюбив вид, може да се запримети поник помладок од молика. Стручните лица предупредуваат дека доколку не се преземат навремени активности, може да дојде до постепена промена на шумската структура. Моликата е пионерски вид, односно освојува голини чистини камењари и се шири кон горната зона на паркот и кон долната зона на паркот. Меѓутоа во средишниот дел, поради густиот папрат, сенка од постарите дрвја, не е заприметен поник од моликови стебла, туку од ела и од бука. Се случува процес на сукцесија, односно замена на моликата со ела и со бука. Како крајен стадиум на тие процеси, по стотици години, ќе биде буково-елова шумска заедница, доколку не се преземат некои мерки. Затоа сметам дека е неминовна акција од страна на човекот, со тие студии и програми што ги планираме. Токму затоа, паралелно со мерките на терен, се подготвува и поширок институционален пристап, со одлука на владата во тек е формирање на експертска работна група, која ќе треба да понуди долгорочни решенија за зачувување на моликовите шуми на Пелистер. Станува збор за луѓе кои што се одлични познавачи на состојбите на Националниот парк Пелистер. Веројатно во минатото не достигаше на така посериозна иницијатива за обединување на сите тие експерти и изнаоѓање на решенија. За нас важно е како национален парк што навистина сега ќе ги имаме сите тие експерти на едно место, да сите тие ќе добијат конкретни овластувања, меѓутоа и обврски да постапат. Значи веќе во фаза на формирање таа работна група и до крајот на август 2026 веќе ќе ги имаме првите конкретни предлог решенија и заклучоци и понатаму нормално ќе треба да ги доставиме до владата по нивно освојување, значи ќе продолжиме со одледувачки мерки, меѓутоа овој пат ќе опфатиме целата територија на Националниот парк, затоа што после таа состојба која што имавме во текот на декември 24 јануари 25 ние применивме одледувачки мерки, делумно одледувачки мерки во текот на цела 2025 видовме дека тоа функционира. Од паркот очекуваат дека со комбинација од теренски мерки и стручни препораки ќе се обезбеди долгорочна заштита на моликата, еден од најзначајните ендемични видови и символ на Пелистер.